Пред нас имаме пакет на мерки кои што чинам помина месец дена од како премиерот на државата ги најави на пратенички прашања и пушти апел до опозицијата да не ги кочи и веднаш да ги гласа. Еве ние чекаме повеќе од не знам колку недели, дојде на ред пакет мерките на владата во вредност од 20 милиони евра. Сите сме согласни, досега сите колеги што дискутиравме, сме согласни дека ќе ги поддржиме, ќе дадеме поддршка, но ние како опозиција велиме дека ова не е доволно и знаете како, ова не го велиме ние заради, не знам, дневно политички поени или не. Не, само да излеземе надвор од собранието, со првиот граѓанин што ќе се сретнете, сите истото го говорат. Криза не може да се врзе крај со крај и не може месецот да се истера. И сега замислете, ние зборуваме за ранливи категории. Под ранливи категории се подразбираат граѓани кои што не само што не можат од месец за месец да преживеат, туку имаат и други потреби кои што државата има обврска да им ги задоволи. На минимум начин. И сега од дискусиите што ги слушам од колегите, нашиот предлог е овие мерки да се зголемат за 20, некаде околу 27 милиони евра. Значи 20 што ги предлагате и уште 27 милиони евра, затоа што сите се согласуваме дека ова не е доволно. Прашања и дилема од владата, а гледам и од парламентарното мнозинство, кои што велат, да, треба, ама нема пари од каде. И сега ние и на тоа одговараме и велиме, има предлог одлука, минатата недела се изгласа. Јас само кратко тука неколку ставки ќе прочитам. Во оваа предлог одлука, која што минатата недела се изгласа, се кратат 1,4 милиарди денари, за да им се помогне токму на овие лица за кои што ние велиме дека треба да се помогне. Пензионери, средношколци, лица со посебни потреби, самохрани родители, еднородителски семејства и така натаму. Една од ставките е, еве тука има економисти, нека ми објаснат, една од ставките во оваа предлог одлука е дека СОЗР, Службата за општи и заеднички работи, во подпрограмата А1 вели реконструкција на згради на владини органи, градежни објекти, значи изградба и реконструкција на административни згради на државни органи. И сега во слободен превод, ова мене ми личи на многу критикуваното од ваша страна Скопје 2014. Бидејќи го критикувавте и еве да прашам тоа ли е? Пошто многу го критикувавте под СОЗР, тоа спаѓа. Или објаснете им на граѓани, не на мене. На граѓаните кои што ги чекаат овие финансиски средства и за кои што во денот по 5 пресконференции правите, ја не знам како не ви е срам да се фалите со нешто што 700 денари ќе сте покачале и тоа било мерка. 700 денара веќе не е никав шкавалот, тоа е кило и пол сирење. И мислите нешто дека многу сте помогнале на граѓаните, па излегувате по 2 пати у ден на пресконференција? Па вели министерот, ова не е у законов. Видете, министре, овој замениче. Вие сте у собрание. У собрание, знаете како се гласа? На скали се носат одлуки неуставни, неделовнички. Од кога вака легалисти станавте у владава? Па ова не е вика во овој закон, туку во законот за средно образование. Шом сте у собрание, ама ако има волја, членовите на комисијава се состануваат, дава председателот пауза и се наоѓаат ставки. Ако
овие ставки од предлог одлуката која што поминала минатата недела не се тие, еве, вие велите не се, дава пауза председателот, ја прекинува седницата, го задолжуваме, правилен израз е го задолжуваме, ние пратениците, министерот за финанси, не он нас, научете се да со терминологија да располагате онака како што треба, ние го задолжуваме министерот за финансии да ни даде прераспределба на, да ни донесе, да ни прати нова одлука на прераспределба на средства за 27 милиони евра, гласаме сите и работата е завршена. Како се тоа велите нема пари сега, а за недела дена од сега 5,5 милиарди буџет предлагате. Па сега вака видите, нема потреба да си економист за да сватиш некои работи. За средношколците, веднаш и тоа ќе го средиме со комисиски амандман и со интервенции во законот. Затоа сте тука во собрание. Ке најде председателот на собрание, тој има една цела лепеза на мерки и активности како да го заобиколи уставот и деловникот. И сега за средношколците е проблем. Значи, зошто ги нагласуваме средношколците? Ако средношколците им помогнеме, така им помагаме и на родителите. Така им помагаме и на родителите, на пензионерите. Мислите дека пензија од 11.000 денари е доволна? Знаете колку луѓе издржуваат внуци и цели семејства со 11.000 денари? А што се однесува пак до синдикалната кошничка која што излезе сега во октомври, за октомври, која што е 51.000 денари и баш сега вака ја разгледувам и просто е неверојатно, вели за исхрана и пијалоци 19.000 денари треба граѓаните да потрошат. За домување 12.000. И сега вели за, внимавајте, облека и обувки 2.200 денари. Може ли да ми кажете што се купува за 2.200 денари? И што ќе купат на учениците, на децата во градинка, на учениците кои што одат во училиште за 2.200 денари. Говориме за луѓе, над 500.000 луѓе, граѓани во нашата држава, кои што имаат само еден оброк во денот. И сега ние тука се согласуваме, даваме поддршка, паѓаат у вода тезите ваши не блокира опозицијата, имаме само 6 амандмани, ги поддржуваме и вашите, ги поддржуваме мерките и велиме дајте уште. Нека престана оној Ковачевски, во ЕЛЕМ, во ЕСМ да крадат, нека престанат сите помалку да крадат, помалку само, не помногу, договорните услуги и вработувањата да престанат, и еве ги финансиските средства. Значи, еве да заклучам. Ни треба волја. Комисиски амандман доколку ако се проблем техничките работи, бидејќи колегата Диме рече во образложението сме немале напишано од каде ќе ги земеме тие финансиски средства и еве да речеме и дека е тоа така и тоа лесно се решава. Дава Бојан пауза, комисиски се договараме и ги наведуваме ставките од каде ќе се земат овие финансиски средства. Ова се однесува за сите понатамошни амандмани. Не сакам да должам, за да не се добие впечаток дека ние сакаме со зборување да одолговлечиме. Не, напротив, бараме повеќе финансиски средства за поголем опфат на ранливите категории. Благодарам.